Американскиот пејач Џон Леџенд се огласи на социјалните мрежи по концертот во Пула и ги сподели своите впечатоци од првата посета на Хрватска. На својот Инстаграм профил тој објави серија фотографии од настапот, но и од приватните моменти што ги поминал со семејството за време на престојот. Нашата прва посета на Пула во Хрватска беше прекрасна. Ви благодарам, напиша Леџенд покрај објавата. Концертот се одржа во Пулскиот амфитеатар, еден од најдобро зачуваните римски амфитеатри во светот, изграден меѓу 27 година пред нашата ера и 68 година од нашата ера. Денес овој антички споменик е една од најпознатите знаменитости во Хрватска и престижна сцена за концерти, филмски фестивали, оперски и театарски представи. Покрај фотографиите од концертот, музичарот објави и кадри од семејниот одмор при што го посетиле и националниот парк Бриони. Најуспешната српска инфлуенсерка за која се пишуваше дека троши 2500 евра месечно на облека се омажи со италијанецот Филипо на езерото Комо, кажа да во раскошна вила како во кралска бајка, облечени во елегантна бела венчаница и бел смокинг, а за забавата двајцата се пресоблекоа. На тајната церемонија имало околу 100 избрани гости, меѓу кои и Наоми Кембел. Најпознатата и најуспешна српска инфлуенсерка Тамара Калинич викендов го кажа судбоносното да и се омажи за својот долгогодишен партнер Филипо Теста. Целиот настан се случил во голема тајност и приватност, но познати се само неколку детали. Церемонијата се одржа во луксусната вила Пизо на езерото Комо во Италија, позната по раскошните градини и поглед кон езерото. На свадбата присуствуваа повеќе од 100 избрани гости од светот на модата, бизнисот и инфлуенсерството, меѓу кои се најде и Наоми Кембел. Тамара до олтарот беше испратена од страна на нејзиниот татко, а емотивниот момент бил проследен со хор од 18 членови кои изведувале оперски арии како што пишуваат српските медиуми. Според гостите, венчавката изгледала како кралска сцена од бајките, а невестата промени две венчаници, првата едноставна, но целосно затворена, а другата со отворено деколте. Мојот сон се оствари и не зборувам за фустенот од Алајла, туку што официјално станавме семејство со љубовта на мојот живот, напиша Тамара во описот на објавата. Младоженецот пак го кажа судбоносното да во бел смокинг, а потоа белата ја замени со потемна боја, додека пак двата аутфита му беа дополнети со впечатлив накид и секако со неговата препознатлива долга коса во пунџа. Блиските на младоженецот објавија снимка како го носат до вила со бродче, а неговиот кум одржал и одличен говор. На 6 јули 1970 година во Скопје е роден Срџан Јаникиевиќ, еден од најистакнатите македонски режисери, драматурзи, сценаристи и актери, чија повеќе децениска кариера остави значаен белег во домашниот театар, филмот и телевизијата. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности во Скопје на одсекот за драматургија, филмска и театарска режија, а уште од почетокот на својата кариера се набетна како автор со препознатлив сценски израз, храброст во изборот на темите и современ режисерски пристап. Од 2008 година е дел од Македонскиот народен театар, каде покрај режијата активно учествува и во креирањето на репертоарската политика, промотивните материјали и другите креативни проекти. Во текот на кариерата режирал бројни успешни представи, меѓу кои се веќе не е ни смешно, си беше еднаш во иднината, Шепоти од вода, Дух, Реалисти, Силјан Штркот, Шанса, Библија, Оливер Твист, Малиот принц, Шехерезада, Don't You Found Me, Дракула, Купидона, Ослободување на Скопје, Шопинг и Факинг и многу други, работејќи со речиси сите професионални театри во Македонија.
Во рамки на програмата Македонски филм на големо платно, публиката вечерва во 19 часот ќе има можност да проследи бесплатна кинопроекција на Скопје Ремикс во режија на Боријан Зафировски, Огнен Димитровски, Јане Алти Пармаков, Синиша Ефтимов, Вардан Тозија, Дарјан Пеовски, Срџан Јанакиевич, Бојан Трифуновски, Саша Станешич, Ѓорче Ставрески. Филмот е од 2012 година, а влезот е бесплатен. Скопје Ремикс е омнибус филм за градот Скопје, составен од 9 независни филмски истории, во кои преку различни поетики, во квази комичен и квази црнохуморен манир се раскажуваат приказни за урбаното милје на градот. Сепак нивни заеднички именител е љубовта, но и културното градско радио Канал 103, која ја представува нишката што ги поврзува сите филмски приказни, прво преку джинглови, а потоа преку гласот на диџеј Путица, чии музички најави представуваат истовремено и најави за приказната што следува.